И здраво, момци, девойки и дечиња, добро дојдовте на мојот нов видео. Јас сум Кристијан, денеска момци, девойки и дечиња. Ќе пробаме да го продолжиме серијал со љубовни совети, али нема баш да биде овој како претходниот серијал. Тоест почев серијал или да, ова е втора епизода од серијалот. Доколку сакате да има вакви серијали, окей, ќе земам. Доколку сакате да има вакви љубовни серијали од мене, од страна на едноставното момче, слободно ти братче или девојче што ме гледаш зад екранот, слободно напиши ми на Инстаграм едноставното момче, ќе ти кажем све и како. Не си скери. А доста замарам, време да почнеме. Денеска ќе ви читам на вас Љубов и толеранција. Еве, оваа книга јас ја читам некои 2 дена. Сека Љубов и толеранција од Феутах Гюлен. Сега ќе ви прочитам нешто што мене ми оставил најголем впечаток или пак ќе бираме рандом, не се знае. Значи не се знае ништо. Јас сум окей. Ќе кажам што нема веќе. Ајма се кидам family friendly, без пцовки. А Кико, ти ќе учиш се децата на љубовни совети. Памти Кико, значи едноставното момче си има титула да ги учи децата на љубовни совети. А вие ако го гледате едноставно момче и го следите љубовни совети, ќе бидете успешен. Ако гледате некои наркомани, нема да бидете, затоа не бидете наркомани и не бидете лоши деца. Бидете си паметни и ум у глава. Доста замарам да почнем со совети. Патем да напоменам, да не испадне нешто во видео као даваш совети, ти сам за себе не знаеш. Пат, јас за себе знам, сум проживел и сум видел, така да учи од мене. Окей. Само секунда, љубов и милост. Ево ова, љубов. Љубов е најбитниот составен дел на секој суштество. Најсјајната светлина и најголемата моќ што може да поведи се и сешто и да се спротистави на се. Љубовта ја возвишува секоја душа, ќе прими и подготвува за патот кон вечноста. Извинете. Душите што успеале преку љубовта да воспостават контакт со вечноста, даваат се од себе за да го разберат она што го добиле од вечноста и од другите души и го посветуваат својот живот на таа сета должност. Должноста заради која се подготвени да издржат секакви тешкоти, како што изговарат љубов со последен здив. Така ќе изговарат љубов, која повторно ќе се кренат на судниот ден. Душите не чувствуваат љубов, не мислат дека се издигаат хоризонтот на човечкото совршенство. Дури и да живеат стотици години, нема да нападнат и да бидат заплеткани во мрежата на себичноста, бидејќи тие ја имат љубовта и сакаат да умират несвесни за љубовта која е всадена длабоко во суштината на постоењето на човечкото срце. Детето се пречекува со љубов која ќе се роди и расте, со топла атмосфера, создадена од душите што му даваат љубов. Дури и да не може да ја добиете истата љубов тие се борат за таа љубов. Овој текст е напишан на 18 март 1897 година. За прв пат е објавен од страна на писателот, од страна на писателот Феутах Гюлен и прво нешто. Љубов и милост. Вака. Тука ќе се задржам. Ако љубов брат немаш, ништо не си. Значи, прво има и љубов за својот ближен, не сум ближен не знам, може ќе ми стација многу против мене, али не знам како да објаснам. Еве има чувство кон својот ближен. Сака го, почитувај го, цени го, не му греши, не го навредувај. Значи, прво има и љубов кон пријателот. Значи, денеска сме толку тешко општество живееме, што навистина е тешко да имаш искрен човек. Ево, од моја гледна точка, имам браќа, имам и сестри. И задоволен сум што ги имам. И до ден денес комуницираме, се дружиме, се е окей. Али љубов пред се. Значи, љубов треба да подариш и милост. Значи, милост треба да поделиш. Да речеме ако без дискриминација, ќе кажем од моја лично искуство на пример и ќе прекинам со видеото да ве замарам, бидејќи сам по себе треба да се посветам на книга Љубов и толеранција, бидејќи јас тек сум стиган на почеток со љубовта, а толеранцијата тек сега доаѓа, затоа морам да се посветам на книгата,
во случајот да позаставам со видеото, знаете дека ради ова. Љубов и толеранција. И сега вака. Каде за А, застанавме кај примерот. Се шетавме јас и сестра ми покрај каменни мост и дојде на ромче и ми вика: "Бато, ако имаш 10 денара да ми дадеш." Јас имав 10 денари. Имав, реално имав. Не лажам. Не лажам и немам ни потреба зашто да лажам. Нити со 10 денари ќе се збоветам, нити па и како со 10 денари ќе се осиромашам. Значи, кога имаш, брат, давај. Ако знаеш да даваш, ќе знаеш и да примаш, бидејќи од оно што ќе земе нешто твое, не бра да ти го врати. Значи ти давај само љубов и толеранција. Давај милост и ќе ти биде возвратено. Барате се што ќе ви биде дадено и ќе добиете. Значи љубовта е нешто што секој треба да го остави тука во срцето. Значи, ако љубов немаш, ништо не си. Значи, без љубов не иде милост. И потом уште нешто да ти кажам, братче. Ако не знам како се велеше, љубовта може да победи се, а надежта последно умира. Значи, љубов ќе победи се, а надеж последно ќе умре. Затоа сакајте се едни меѓу себе, бидете вака, без разлика на религија, без разлика на се што. Сакајте се, бидете сплотени еден со друг, бидете браќа и сестри. А не бидете оддалечени едни од други и не водете војни. Сакајте се и бидете сплотени и гушнати заедно. Колку и да има вируси, колку и да има лоши времења, колку и да има, не знам, динамично време, бидете секој сплотени и знаеме дека заедно можеме да го предбориме ова гнасе што не стане, но тоа што е. Малце знам дека навлеков длабоко, но тоа што е. Се надевам дека ви го исполнив срцето со ова што ви го кажав. Ако ви го исполнив, пукнете ми во срце пукнете ми во коментар на срце, бидејќи вие ми давате како дополнителна мотивација за да ги снимам видеата. Така да се надевам дека уживавте, веќе солзи ми доаѓа, така да се гледаме во наредна прилика. А до следно видео. Peace, bro.